Се враќаме назад во студиото и со она жива програма после Маја готви, а фокус за оно што се случува во светот ставаме на Франција, односно оние нереди кои што Макрон всушност го доведоа до првата поголема политичка криза откако е на власт. Мој соговорник Дејан Андоновиќ, кој што редовно ги следи овие случувања, па така и ова со Франција. Сакал некел мора да се следи, бидејќи задниве 3 недели, ова е трет викенд како има огромни улични протести во Париз. Се чини дека французите се прав пример за граѓанска непослушност, бидејќи било каква промена која ќе им е доведе нивната влада, ако не им одговара, тие веднаш излегуваат на протести. И по историјата да подсетам дека сите револуции светски почнувале токму од Франција. Дејан, пред да разговараме, да направиме една мала увертира со прилогот кој што го подготви колешката Ивана Слатировска. Париз викендов гореше, а го запалија жолтите елеци кои протестираат против зголемените даноци на горивата. 3/4 од французите ги поддржуваат, што ја прави кризата најголема од почетокот на претседателството на Емануел Макрон. За владата пак 90% сметаат дека не се покажала на висина на задачата. На негово барање кризата е гасна премиерот Едуар Филип, кој се сретна со лидерите на најголемите партии. Задачата ќе се покаже особено тешка, затоа што утре ќе ги прими жолтите елеци кои бараат силен исчекор од владата, но немаат ниту лидери, ниту структура со која може да се преговара, а движењето прераснува во социјален бунт. Денес веќе ниту една категорија граѓани не е заштитена од тешкоти, било да е домувањето, транспортот или грејењето. Дозволивме социјалната ситуација да се урниса и дојдовме во ситуација кога луѓето веќе не можат да издржат. Во протестите во саботата демонстрантите запалија 6 згради, 130 барикади и 112 автомобили. Само на Триумфалната порта штетата се проценува на стотици илјади, а можеби дури и милион евра. Ишкртана е со графити против Макрон, а внатре се уништени и украдени вредни експонати. Макрон предупреди на цврст одговор и побара од институциите да го обезбедат главниот град, ако треба дури да воведат вонредна состојба. Не сум сигурна дека сме стигнати до таму. Има и други решенија, не е само вонредната состојба. Огромен број демонстранти во жолти елеци воопшто не се воздржаа и тие да се вклучат во неоправдано насилство. Уапсени беа 412 луѓе, а паднаа и првите обвиненија. Судијата бара да се разликуваат жолтите елеци од кршачите од крајната десница и левица и малолетниците. Видовме многу возрастни луѓе на возраст од 30 до 40 години, главно дојдени од внатрешноста, главно социјално загрозени, дојдени за одмазда и судир со силите на редот, мешајки се со движењето на жолтите елеци. На средбата со Филип, крајната левица и крајната десница, Марин Ле Пен и Жан-Лук Меленшон бараа распуштање на владата, социјалистите бараа референдум, но повеќето се согласија за мораториум на зголемениот данок на горивата, кој треба да стапи во сила на 1 јануари. Од досегашните протести, според експертите, јасно е дека владата не може да си дозволи четврт наредниот викенд. Дејан, како што рековме при самата најава, ова е најголемата политичка криза на Макрон, барем така велат аналитичарите. Така, да, и можеби најголемите нереди во Париз после 68 година. Добро, не можеме така да ги мериме, бидејќи француското општество секогаш, јас на почетокот реков, секогаш нивното граѓанско движење е многу силно. Секогаш кога властите ќе воведат некои реформи кои на народот не им се допаѓаат и излегуваат на улици и протестираат. Оно што е интересно е што за разлика од пред 10 или пред 5 години, кога емигрантите, црноморестото население, азијатите кои живеат во Париз дигаа протести, па полицијата беше брутална, овој пат можеме да видиме од снимките дека повеќето што протестираат се белци, белата раса, оние французи од средната класа кои очигледно овој данок за горивата и за други, пошто се свесни дека со качувањето на горивото ќе се покачи и храната, сите услуги, едноставно протестираат, не се согласуваат и сакаат да го дисциплинираат Макрон да не оди со толкави даноци, бидејќи во спротивно нема да може да живеат лагодно како што се навикнати. Животниот стандард е она што доведе до ваква ескалација како за време на викендот, да има над 300 приведени. Животниот стандард е загрозен секако и секој нормално општество, сега да не зборуваме за нашето, секој нормално општество реагира кога доаѓа до некои покачувања на цени,
особено што Макрон, да подсетам, доаѓа од банкарскиот сектор, елитистички начин на водење на политика има, каде што сака да го заштити крупниот капитал, и тоа некако сакал некој да призна или не, ќе влие најмногу на онаа средна класа која сака да живее еден удобен живот, средна класа е, и ја погаѓа ако се покачат цените и даноците, као во случајот со данокот за гориво. Што велат анализите? Дали има овде политички опоненти на Макрон кои што се дел од ова движење против, односно се излезени на улиците, и кои се всушност тие жолти елеци? Значи, Владко, јасно е дека кога има протести, се уфрлаат и разноразни групи. Уфрлени има групи сигурно, но исто така е интересно што многу радикални групи. Сега ние имаме луѓе кои протестираат, тоа се тие така наречени жолти елеци, тоа е движење, граѓанско движење кое протестира низ улиците при секое покачување на даноците, односно цените. Но внатре имаме и екстремна левица, имаме и екстремна десница. И тоа е интересно кога ќе се соберат толку спротивставени, нели, лево и десно, а они као имаат заедничка цел. Али сме сведоци дека жолтите елеци може да бидат и жртва на некој начин на овие вандализми кои се случуваат. И во прилогот колешката кажа, но јас сабајле гледа француски медиуми, каде што триумфалната капија, која е синоним на Париз и на Франција и на целиот свет, е околу 1 милион евра има штета од оштетување. Тоа сигурно жолтите елеци не го правеле. Кој е најголемиот предизвик на Макрон, кој што на власт дојде прогласувајќи се себе си за борец против популизма? Тој треба да дојде, нели, како еден демократ кој што не само во Франција, треба да внесе промени и во Европската унија. Он влезе во светската политика малце повеќе од што беше неговиот председател. Како ова би влијаело? Ако се знае само дека и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер требаше да ја посети Франција, меѓутоа поради нагласокот дека жолтите елеци треба да ги соопштат барањата, откажана е таа посета. Да, но јас ќе ти кажам дека за 4 и 5 Макрон има закажано посета на Белград. Значи дома му горат работите, а тој оди во Белград за да се залага и да лобира за балканскава ситуација. Тоа е политиката. Она што сакав пред малку да го кажам за Макрон е фактот дека тој прво се покаже дека е многу неподготвен за ваков тип на граѓанска непослушност. Буквално и самиот Макрон и власта која е околу него се покажа дека не се подготвени со справувањето на овие граѓански протести, како да не ги предвидеа, како да ги подценија, и она што е најинтересно, единствено решение за него ќе биде, гледам денеска премиерот го пратил, меѓутоа Макрон ќе мора да ги намале тие даноци, бидејќи французите очигледно не планираат да отстапат од протестите. Би те прашал веројатно ако имаш, нели, сознание, информации за тоа, дали некаде досега на ваков начин имаат ескалирано протести, ако се почне од едно неформално здружување преку социјалните мрежи и поготово за една реформа како данокот за горивата? Имаме. Се палеле ли други вакви градови од големината на Париз? Па имало, но им се давале епитети на расни немири. Им се давале, еве и сега гледаме дека провладините француски медиуми велат дивјаци на улици, десничари, левичари, неонацисти. Генерално, француското општество е, повторно ќе подсетам, секогаш по историјата од таму почнувало. Француското граѓанско општество е доста свесно и силно. И сега, затоа и реков, ми се чини дека председателот Макрон и неговата администрација не го предвидоа, го подценија, терајќи ја таа светска агенда, бидејќи Макрон, ако можеш да приметиш, од кога е дојден тој во Елисејската палата, го презема приматот на Европската унија, Меркел е во заминување, французите сака да се стават, да бидат врвната европска сила, има релативно добри односи со Трамп, се обидуваат регионално, не случајно го споменав посетата во Белград, бидејќи Белград веројатно не е некоја сега главна дестинација, тој во овакви околности, каде што вчера се разговараше дали да воведат воредна состојба, да оди да го решава балканскиот проблем. Така да, ми се чини дека оваа гарнитура, односно Макрон и неговите соработници, малку елитистички настапија, пошто доаѓа од банкарскиот сектор, повторно ќе кажам, сметајќи дека граѓаните ќе можат и ова да го проголтат, но французите уште еднаш ќе покажат дека имаат силно граѓанско движење. И еве за крај, се очекува ли прогласување на вонредна состојба? Па јас не верувам дека Сепак тоа е дел од насловите.
поврзани со Франција. Но пак ќе кажам, јас мислам дека полно пати ова студио сме го зборувале каде се прогласува воредна состојба, тогаш за да можат работите да станат под контрола. Ми се чини дека сепак на крај Франција, сепак цивилизирана држава, сепак на крај ќе мора да се договорат и ќе мора владата на Макрон да има одредени попуштања околу данокот и реформите кои ги вети. Дејан, ти благодарам за овие информации, за оваа